Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Ова недела ве водам на една посебна авантура. Авантура во која сум сигурен дека ќе уживате. Благодарение на преубавата природа и воскитувачките пейзажи кои не обкружуваат овде. Колку се преубави овие предели, колку е прекрасна природата. Морам да најдам некој превозно средство за да разгледам повеќе, да бидам во допир со неа. Добар ден. Здраво, добар Како сте? ден. Супер, вие како сте? Мило ми е што доаѓам кај вас. Ја сигурен сум Баш дека вас вие ми е сте, мило. да, многу среќен човек. Ја ако сум на вашето место, овде ќе уживам. Ова преубава природа со коњи. Какви убави коњи имате? Да, имаме Уау, прекрасни уау, уау, коњи. уау, уау, уау. Јас сум среќен исто што вие сте тука, што дојдовте да не посетите нас. Аме тоа беше предвидено. Не можам да не поминам кај вас. Кога се поминам по Галишник, мора да се дојди кај вас. Секако, добро. Имав прилика да дојдам, да поминам. Не да јавам, децата јаваат, јас малку ми беше, ама мислам оти денес ќе мора да Ќе се направиме качиме. еден круг. Еден круг Што да мислите? појаваме, да, да. Објаснете малку повеќе за вас, за вашите што правите овде со луѓето, доаѓате овде, прават тура, како функционира системот? Кажете ми малку. Работиме туризам тука со тоа што имаме букинг резервации, Океј. кој што секој може човек да си резервира. Директно онлайн се Директно резервира, си онлайн да си доаѓа. резервира, да си доаѓа, да си Океј. каже какво искуство има. Имаме тури за почетници, имаме Добро. малци за поискусни Океј. јавачи. Океј. Мислам оти природата ви дозволува да се шетате Природата нормално и е да- прекрасна. Природата е прекрасна, имаме секој предел кај што има секоја своја убавина. Па, тоа е Македонија, мислам. Македонија има преубави места, што мислам оти сите луѓе мора да поминат и да ги Да. да ги видат, да уживат во такви места. Жалосно да не се види ова. Жалосно да предел. не се види. Ке пробаме малку да одиме. Ја малку ми е имав искуство Страв, во ама. Белгија. Не страв, ама имав искуство што еден ден јавав, ама 3 дена ми остана коњот во Да меѓу пробаме нозе. денес, може Епа, нема да биде така. Ги спремавте? Да, спремани ни се коњите. Еве дечкото ги носи. Добро. Еве како ни се убав. прекрасните коњи. Како убави коњи. Бело и кафеав. Белото за Наполеон. Белото за Наполеон. Наполеон. Јас сум Наполеон денес. Имате скала за да се качам на коњот, оти малку висок ми е. Малку чудно ќе ми биде. Мислам оти искуството денес ке да не се смеете. Ве молам, ова ќе биде трет пат што се качувам на коњ. Овој ни се вика Цветко. Цветко, Цветко, да. ќе се качам на Цветко. Цветко доста мирен коњ, има 15 години. 15 години. Да. Годините за коњ се исти како нашите години или се како кучињата така? Една година вреди за 7 години или Ние ги нешто така? рачунаме како нашите. Значи, Како коњот нашите. има просечен живот околу 30-35 години. 30-35 години може да живе коњ. Како убави, како се убави. Епа, одиме понатаму, ќе се качиме сега.
Светко, фала ти многу за турата и на тебе. Ти благодарам. Нема Премногу, секогаш навистина добро беше дојдени. преубаво. Знамо ти све што направивте, го направивте со срце. Со срце. Да, и јас све што правам, и витаминка све што прави, го прави со срце. Фала ви. И овој поклон е со Ви срце благодарам. за тебе. Фала ти многу. Благодарам. Се надевам да имаш уште така толку којнифа, да го правиш ова уште премногу години. Ти ми кажа, ти си од овде, од овој регион, Да. ти уживаш. Ова ти е местото, ова ти е твојата природа. Фала ти. Мислам ти, ова беше прекрасно, прекрасно искуство. Мора да продолжиме, за жал, не може да останеме овде, ма Стефчо беше феноменален. Таков кој за мене да го имам дома, ќе бидам презадоволен, фам и пресреќен. Ама ние одиме понатаму. Од ова авантура со коњите, огладнев. Одам прво да пробам некој локален специјалитет, да соберам сила, за да продолжам со разгледувањето. Господин Јосе, многу ми е мило што сум кај вас. Овде сме во хотел Неда. Хотел Неда. Да, бевне во кујна, гледавме малку како се приготвува овај бакардан. Бакардан е Бакардан. специјалитет од овај регион. Да. Но, ми кажавте, овде видовме верзија кратка, како се прави на брзина. Ама позади тоа има Долга е процедурата. огромна работа. Бакарданот се вари неде од 2 до 2,5 часа. 2 до 2,5 часа. Да, да. Овде го направиле за 5 минути го направиле. Го направиме За 5 добро, минути. мораме Да. да бидеме припремени, да не чекат гостите по 2,5 часа. Го правиме, го спреаваме негде околу за 7-8 минути. 10 минути. Да, максимум додека го Максимум. имат на маса, да, се да, да. послужи. Тој е сварен, припремен, го чуваме на страна, како припремен и од него по потреба го служиме. Кој како сака, дали сака со сладина, дали сака со Со сирење, со сирење. да, да. Ова е исто галичко млеко, ние го подкиселуваме. Браво. Одлично. Наша работа, да. Многу вкусно изгледа. Јас, верувајте ме, ја мислев од и бакарданот се правеше како палента, така, на брзина, да, да. На друг начин се Да, 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 припрема. да, да. Се припрема за 4-5 минути. Нека дали процедурата за готвење на бакарданот е поголема. Знаете што? Мора да пробаме, мислам, оти... Да? Да. Прво да, мислам да наздравиме. Ова е вашата рака? На Домашна здравје, рака? дојдете, да. Ајде, бе, на здравје. Ова мора. Преубава рака. Јас ќе почнам. Со кој се почнува? Има ред? Не. Прво со станина, прво со Како ви е со сирење. кејфот, Како ми е кејфот? Да, Мојот кејф е премногу голем. Во меѓувреме, мислам да ми објасните нешто за вашето хотел овде. Хотелот Хотелче, е- хотел, не знам како да го кажеме. Колку соби имате овде?
Па, капацитетот на собите е околу 18. 18. Да. Околу 40 луѓе капацитет има. Хотелов е изграден 79-та. Уште не е во употреба, да. Уште не е во употреба 80-та година. Тоа е Хотелов го изгради Јухром Јегуновци. Па и благодарение на генералниот директор по потекло е Галичанец. Галичанец. А така се кажува. Луѓето од Галичник се Галичанец. Галичанец, да, Галичанец, Галичанец. господин, добро. И тој го направи хотелот 79-80 година. Фактички ова беше работничко одмаралиште. Океј. Персоналот доаѓаше овде и Си имаше можеше да нормално поминува. работеа, да. Добро. Го посетува и страни гости, али повеќето беше за вработените како еден вид. Ова преубаво, е. Извинite што почнав да јадам, ама ве остава малку да зборите вие, јас си пробам во меѓувреме, преубаво е. Убаво, убаво. Не очекував така. Браво. Киселото млеко како се прави? Се додава или како се прави? Се јади и се јади. Киселото млеко се вари во големи. Не ми прашам како се прави, не како се јади. Се јади во меѓувреме со бакардан или се меша со Не, по желба некои го мешаат, некои си ќе пробаат бакарданот, ќе пробаат млекото. Океј, оди со Комбинација ракијата така оти Нај- малку. најмногу. Најмногу. Со ракијата, Добро. да. Извините што ве прекинав. Е. Продолжете на рад, да. И ја дојдов негде 2009 година. Го стопанисувам хотелов. Сега и веќе 15 година, ние 15. Охо, 15 години сте тука. 15 години. Браво. сме, да. Браво. Пошто сум ја по потекло Галичанец. Океј. Со педигре. Со педигре. И роден сум овде во Галичанец. Така се кажува овде во регионот, можат само луѓето што живееле или само што имаат потекло од регионот да може да купат објект Точно. или да, така се Точно, кажува. точно, Слушав точно. тоа за Лазарополе, за Гари, за такви места, Точно, Маркус точно. села, така што се посебни, не сека да се мешат со други луѓе, останува Не. посебно. На галичаните. Да. Не ете така, да. Тоа го слушнав, не. Yes. Го стопанисувам, вет вложивме повеќе труд, средства повеќе да изреновираме, пошто беше многу запусти. И така се благодарение на нашето искуство почнавме да работиме добро. Јас мислам, сум имате задоволен. Приубав објект беше, Објектот е убав. да го одржувате, го правите уште поубав. Мислам, ти работите, цела година работите овде, не, отворен За сте. жал не, пошто Мислам, ти зима знаат овде да малку паднат тешко, да. снегови и многу тешко го одржаваат. Јас мислам, оти ово место сите мислам го познаваат, ама мора да дојдат, оти на вистина е преубаво. Регионот овде е посебна, а? Точно, точно. Како кажувате, на колку височина сме Овде овде? 1430 метри. 1430 Сега, метри, да. вау. Да, Се осеќаме како над обласите, да. Местото е како една магија, магично. Магично, да. Ете така, точно така. Добра панорама има, се Оф, гледа целата се гледа Качија, Дебарското езеро, езеро да. се гледа. Да. Јас, верувајте ме, уживам. Овој место е преубав. А ова, едноставно, вкусно, ама многу време да се спрема. Точно. Вау. Треба да се има голем почит, мислам, кон оваа рецепта. Оти месо се остава 2-3 сати да се печи, ама ова не знаев оти имаше толку време позади тоа. Браво. Па нема да е остро, ево, Да. брат, чекарново брашно остро, затоа е потребно му е Извините, ама сирењето е преубав. сирење, да. Вау. Галичко сирењето, млекото исто галичко. И млекото мора да го Да пробам. пробајте. Да. Ја што сум љубител на убави ствари. Не секојдневно, Вау. како сладолед. Да, а чудна навистина таа киселина позади. Ви прави така посебен вкус, топ комбинација. Оу, јас ќе продолжам да јадам. Навистина, ова е преубаво. Не можам да не го јадам. Ова. Господине, ви благодарам за објаснувањето. Ви благодарам. Ви благодарам и на посетата. Јас морав да дојдам кај вас. Сите ми кажа, ако одиш во Галичник, мора да одиш во Хотел Неда. Добро, знам оти имате ќерка. Се запознав со вашата ќерка. Да. Совка, да поздравиме. А? Поздрав. На вистина, Совка, колку пати кажав оти, сакав да готвам со тебе, па сум со татко ти. И само ти нареден пат, ке мора да готвиме една посетиме, ќе Да појдеме. посетиме. Да. Здраве, добре дојдовте. Уште еднаш, па да, мора да си го пиеме. Знаете, малку избрзав. Сакав да завршам, ама
Не може да се заврши толку убаво јадење без јас да ви поклонувам едно мало поклонче, да кажеме, 2 шишиња вино од нашите партнери. Шато Сопот, сигурно го познавате, цела Македонија го познава, еден од најдобрите вино во Македонија. Повелете, ете, Благодарам. со вас Благодарам. споделив раќа, вие со родителите, со пријатели, ќе споделите винце. Мислам ти направивме добар дил. Епа, одиме сега понатаму. Ние завршуваме да јадиме. Колку е само преубав Галишник. Преубава туристичка знаменитост со автентичка архитектура и богато културно наследство. Морам да разгледам повеќе, да дознам што се има овде. Джин во Галишник. Здраво, добар ден. Здраво, добар ден. Малку ми е чудно. Не ми кажувате, има джин во Галишник. Има джин во Галичник, ова е првиот галички джин, ние што го имаме направено. Браво. Јас знам оти во Англија се прави джин, знам оти има во Македонија, ама овде не очекував да најдам джин. Океј, ајде. Кажете ми малку повеќе за вашиот джин. Англичанците многу ни помогнаа со правење на джинот, како што можете да видите тука. Да, гледам джин World Awards. Добивме злато, добивме прво Злато? место, да, на надпревар во Англија, меѓународен надпревар за алкохол. Браво. Ние добивме злато во современи джинови. Победивме над 100 други джинови. 100 други джинови, а вие бевте прв. Први бевме ние. Да, добивме злато. Македонија може да се горди. Навистина, ова јако англичаните, да не кажам, браво. Објасните малку повеќе. Гледам оти ги имате овде сите, ова се наминисте осем што ги употребувате за да го правите джинот. Ова се 4 главни билки што ги користиме. Да. Пред 3-4 години ова е фамилиарен бизнес. Јас и татко ми дознавме дека Добро. смреката во Галичник и на планина Бистра е најквалитетна и најпозната низ целиот свет. Многу светски джинови ја користат нашата смрека. И тоа не инспирираше нас да го направиме нашиот прв производ, White Rich Gin. Крстено е последна карпа, говедарник, поточно белата карпа, тука во Галичник. А има бела карпа во Галичник. Бела карпа во Галичник, да. Знамо ти се наоѓа во околината овде блиску. Во околината е, да, онма над нас, позади дрвова е само што не се гледам. Добро, бе ќе го гледаме после ќе одиме до таму да го видиме тој бел камен, White Rich, добро. Океј. Оваа смрека многу ми се допаѓа. Оти верувате ми, јас во кујна ја употребам. Знам оти во Македонија ретко се готви со нези, ама во Белгија ова е познато. Ја правам убави рецепт. Знаете што правам са? Бубрези, од телешки бубрези со смрека. Преубаво. И се прави со малку джин, се додава да му го да појачи. Многу е убаво, можете да ја пробате ако сакате. Преубаво, да. Ова што е? Ова е планински чај. Планински чај. Додавате планински чај во джинот. Да, овие не се 4 главни состојки што сите ги береме од планина Бистра. Ова го има најубавото име, ова е мајчина душица. Мајчина душица? Навистина? Добро, океј, ја не го сетив тоа точно како мајчина душица. И ова е бозал. Бозел. Да. Ја го знам овој бозел. Имавте прилика да пробаме сок, вода, сок, лимонада, пардон, од бозел. Ама не знам, оти тоа се ставаше во джинот. Да. Браво. Навистина, тоа му дава тој посебен шмек, овие мешани. Оти навистина базата е
Смрека. Да, базата е смрека за секој џин мора да биде. Знаете што? Да. Доста зборење. Сака Само да ти треба да се пробате? проба. Одитно. Зашто? Ве видов таму живо. Мора да дојдам да се проба нешто. Ејде. Ева, прво ќе ви давам да го пробате чисто само, да видиме Чисто. дали можете да осетите кои состојки ги има во џинот, кои ги Да ми користиме. кажавте. Имаме и други 5. А имате други пет? Имаме и други 5, да. А, тоа е тајната од сем што не ја покажувате. Уа, како убаво мириса. Босилек. Не, нема босилек, има ѓумбер. Него го Мал осекав како босилек, како нане, како нешто така позади. Чудо. Ама има ѓумбир ми кажавте. Да, има ѓумбер, До? има коријандер и анџелика рут. И исто така има кора од портокал и од лимон. Хо. Е, ова не е джин, ова е коктел. Да. Директно од база, да. Да, Навистина, преубаво е. Благодарам. Многу сум чуд. Не, навистина, ги познавам другите, да не ги кажуваме имињата што се најпознати во светот, да кажеме. Ама ова е посебен. Немав прилика да ги пробам, ама ова е преубав. Правите коктели со тоа? Правиме А? коктели, да, секако. Ако сака да можеме на джин тоник да ви направам сега. Ајде, зашто да не? Одлично. Вау. И тамандро ви го правам коктелот, можам да ви раскажам за како стигнавме до овие состојки што ги користиме сега. Ајде. Пред 3-4 години, кога решивме дека сакаме да го направиме ова, имавме неколку потенцијални рецепти. Рецепти, Ама не бевме да. сигурни со точно кои. И тие ги пративме во Англија да ги тестираат. Има таму професионалци што работат со жесток алкохол. И со нивната помош ние стигнавме до нашите 9 билки што ги користиме денеска. Да, овие се 5 плюс 5 ми кажавте, имате 10. 9. 9? А, има. добро. Да. Ова плюс 4. Тогаш не разбрав тоа добро како треба. Добро. Очем главната смрека плюс другите. Браво. Многу ми се допаѓа. Ова ќе мора да готвам нешто со тоа, да се направи една убава рецепта. Навистина, со лимон, джин е за мене најдобрата како да кажем комбинација. Джин физ. Да е. Ете тоа е еден коктел. Джин тоник најпознат. Тоа е нешто што сите го пијат. Знамо ти сега джин физ, джин тоник, света голем тренд е да се пи сега по вечери по света убави коктели на база на джин. Осем джинот и да не кажеме и водката се база на многу коктели. Коктелета. Ова тешко ќе ми биде после по патишата овде во Галишник што се качуваат, што се симнуваат. Мислам како имам истиот ефект со джинот. Со еден се качува, со другиот се симнува. А па иде да пробаме. Браво. Со кората од лимон така? Да. Одлично. Ова е најубавиот начин да се пие нашиот джин. Навистина. Не знам од каде да се вртам, ама ова е преубаво. Мислам ти мора и вие да го пробате. Топ. Да бидеме горди, Македонија има преубави луѓе, предобри луѓе, прекрасни луѓе, што знаат да прават прекрасни пијалоци. Ракија, мастика. Па сега, знаете што? Имаме и джин во Македонија. На здравје и одиме понатаму. Можеме да кажеме ти сме во едно убаво место. Се вика баба и деде. Ја имаме бабата тука, и имаме и ќерката. Деде, за жал, не више со нас. Ама, вие сте тука, вие сте главната. Во кујната вие сте шефицата, да кажеме. Имате и друга шефица, а? Имате наследници. Да. Имаме наследници, да, Да. Господ. Можам да кажам, не знам што не направивте пак преубава маса. Ова има све што го нудите, мислам секој дневне, секоја недела. Кажете ми малку повеќе за вашата преубава кујна, како убав мирис има. Баба, ајде баба. Ова се вика коприварник.
Коприварник. Да. Добро, Тоа е окей. во Галичник саде. Ние што го правиме, за на друго место не знам. Тука се Што има коприви внатре? има, Да, коприви. штавеј, Штавел? кромитчен, тоа обавезно Окей. знаете како треба Да, 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 се да. запржи. Го сечете штавелот, го сечете, Да, да, го да, и пропржувате? копривите, све, Да. све пржено. Окей, го И ставате после внатре. го ставаме тука, малу поваруваат колку еден сат. После се стават одозгора млеко, кисело овчо и јајца. Окей, и јајца. И Супер. И се подпекува во печа, и окей, после варено. се сервира. Браво. А тоа тамо е сарма со Ова е штавеј. сарма, со штавел. Со штавеви. Добро. И тоа е во Листови? галични Да, да. листови, големи се тие. Окей. Еве ова е. Ама треба да А, бидат тоа се поголеми листови, листовите имате за да поголеми. се виткат. Окей. Да. Овде имаме како стил на проја нешто. Тоа може. Не. Ќерка Тоа е вашето да специалитет. настави. Да, Добро. сме поделени, тоа е овај проја, обично се прави со спанак, нели? Ние го ги користиме овде од природата, штавеот и копривите. Па се Пројата разбира. е со штаве и со коприви, да. Одлично. Мислам не, разбирам ти има многу штавели коприва во горината. Посебно и сега е сега е сезонот. периодот за штавеот и за Сезонот е. копривите, после веќе одрастува и не, а сега се уште млади, свежи, убави, така да добри се за овие сезонски јадења. Сезонски јадења. Овде имаме една убава пита. Што имаме внатре? Тука пак баба ќе се Пак вклучи. баба. Има да пинг-понг од една страна, да. Или тегната или сукана, зависи Добро. како имаш време. Окей. Со сирење е внатре, а Сирење. може и мешано спанаќ или коприв или штави да е мешано сирење и зелје, мислам Добро. по наше. Ова е А бакарда. тоа е бакарда, ние си го да. вариме, тоа Добро. тоа е традиција во Галичник. Кисело млеко, сирење, тоа е кисело Да. овчо млеко, сирењето и качамакот е традиција. Да, има прилика да го имаме тоа во хотелот. Не, Да. Ние откако постои кафана во наша, се тоа служиме качамак и Браво. пита и млеко кисело, сирењето обавезно тоа. Одлично. Они ни го направиле малку со сланина. Со сланина. Да, со сланина, да. Видите, ние не го правиме со сланина, кој си сакат порачка, ќе му Додавате. испаржи, Да, ние му и го додаваме додавате. во Да, тањер да се ја јаде. Се разбира. Гледам прибави шампиньони овде. Да. Од овде се јоги шампиньони? Не се од тука, шампиньоните немат кој да одит по ними, пошто сите се на работа. Ама имаме шампиньони Али имаме, и полети со имаме. овчо сирење. И многу потрошувачка е Да. за... Пинџурче? Пинџурчето е наше. Браво. И Да. имаме и десертот И го тоа е заборавме. десерт е Селска торта и раванија. Селска торта. Да, селската Исто е торта. пак посебно за тој регион, за- Да, оревите се овдешни, вишни овие Има не се, и овде. дури имаме вишни овдешни, да, после се купечки. Во основа е пандишпан со вишни и со ореви и раванијата е пандишпан попарен, е сега одозгора збогатено малку со джем од капини. Браво. Исто е таму, истото? Капините се да овдешни. Браво. Не знам што да кажам појќе. Ова е преубаво, превкусно изгледа. Да. Мислам ти мора да пробаме. Повеќе ни морате да пробате, инаку како ќе знаете дека... Малку тешко ќе ми биде да пробам од све, ама ќе се жртвам. Може би само убаво изгледа, треба да А се за пробва. изгледа, да, за изгледот. Сите ќе гледат, сите гледат ќе ми кажа, Марк, само јадиш. Само јадеш. Само јадам, ама мора. Седнете, ќе пробате, како не. Мислете сега, едно прашање за вас. Да дојдете на маса овде и да имате две главни жени што се тука. Шефицата на кујна, асистентката керката и да не јадете. Што ќе ви се случи? Мислите ти ќе ме остат мене да се одам од овде? Никогаш. мора да пробате да видите мора. што е. Прво, да наздравиме Прво тогаш. на здравје. Ајде, баба. Добре ни дојдовте. Па, фала ви Здрави и многу. живи сите. Се Како се викате ви? Гордана со Па Гордана, на здравје, уште многу години така, да имате многу луѓе што ќе дојдат да пробат вашата благодариме. кујна, а јас ќе пробам вашата раќа и ќе Фала пробаме. Богу, имаме гости, не е за да се жалиме. Ми кажавте така предходно, имате кинези што доаѓаат. Сега во недела, сабота недела имаме. Браво. Тие и на, Они јадат со багет? и на спиење се, да. Да? И едни имат вегетаријанци, едни Добро. не знам какви, децава тие ги знам. Јас само што ќе ми речат ќе сготва и тоа. Ајде. Што Да, се лето и не. што треба да се почне овде? Можете и од ова прво. Ајде. Ке Тоа почнеме. можете да си турите и млеко кисело. Млеко кисело Да, со приварникот, Добро. да, Со оди со приварникот, киселото млеко. а и со она штавеот таму може. Добро. со црно. Ова да става малку кисело млеко. Да. Добро. Можете со Ајде. све. А вие ќе ме гледате да јадам.
Опасно ќе ми биде. Јас Па, мислев ние да сме избегам најадени малку веќе. од еден јадење и се, ама не, ги имам две надзор овде. Мора да. Епа, окей. Ајде како Мора да пробате за да не биде видите. дека е Како го викате уште во? Коприварник. Коприварник. Малку тешко ми доаѓа, не знам. Да, тешко ти доаѓа. Коприварник. Варник. Да. Да, па инак нема така го крстив, не така си, како ќе си речеш, така ќе си биде. Ама преубаво е. Па сега... Вкусно и лесно, затоа што Вкусно и лесно е, нема да. брашно, Има- нема Да. ова, значи многу е лесно за јадење. Ова, навистина, Добро, изненаден сум. Ова Очекував, е да? традиционално, Да. за скара сегде имат, не можеш да напишеш. Очекував нешто потешко, а многу лесно е. Да. Вау. Знаете, баба ми е македонка. Баба ми, дедо ми се да. Баба ми готвеше. Вакви јадења не од Галични, кој од Прилеп беше, Да. Прилепски крај. Затоа ова малку ми е чудно. Со копривата може да се прави ти чорба, Да. направиш, може и Вау. со месо да ја направиш тава, како со спанаќ, што се прави со јагнешко. Јагнешкото исто убаво Исто оди ти со е. коприви со Да. штаве. Тоа што сакам да ви кажам. Не многу Повеќе пачо. бараат вака како Јагнешто тоа? што не Да, јадеме да. месо. Вау. Топе, имаме ние во нашето мени и јадење по нарачка. Видете, ова се по нарачка јадења, затоа што не е во ред ова да се притоплува. Не, ова се готви и се Се јаде. готви, Да. се служи и толку. О, ви Не благодарам. може да Само не биде... со месо, ја без месо. Да, тие се... Нема веза. И јас сакам без месо. Не сум вегетаријанец, ама без месо ми одговара. Оу. Имаме нарачки, Денеска се нарачки постите јадење сами. има. Како се јади ова? Со раци? Како сакате така. Ја ги велам со Па раци. со нож, што ќе многу, осеќаш? многу ми личи така. Така. Цело е готово. Лапни голтни. На здравје да ви. Браво. Господја, мислам оти на крај на јадењето, ќе мора да ве бакнам. Оти Нема на проблем. Не крај на јадењето, Фала. ама ве бакнам сега. Фала. Оти на вистина. Убаво е. Нема проблем. Вау. Каков гест ви правите? Ние Не имам прилика да пробам се тоа. Еј, ова е преубаво. Нашите партнери се президент. Да. Президент. Сите ги познават. Да, Во да, Македонија, да, и на телевизија Сирење го е има, телевизија, го па да, гледаме, да. секаде. Да. Знамо ти имате прекрасно сирење, Да. овчо, кисело млеко и све тоа. Ама и президент прават Да. убави Убави сирење. сирење, Јас даде. ви ги давам за вас. Благодарам. Поклонче благодарам. од срце за вас. Пробајте ги. Благодарам. Не можам да кажам оти се подобри. Добро, сега нема добри. секој си има Ете така. свој вкус, свој... За тој што не може да дојде до Галишник Да. и да сака да јади убаво сирење, па си има Нормално. Да, во президент. маркет ќе Ако се- сакате нешто друго, па дојдете до Галишник, кај баба и дедо, да. и ќе јадете овчо сирење. Благодарам. А јас, знаете што? Ќе ви кажам, продолжуваме, ама пред се ќе јадиме. Да. Се гледаме, одиме понатаму. Здраво, добар ден. Епа, денес пак сме во нашата убава кујна. Кујната на Прима, Беко, Нептун, Карес и сите наши партнери што ни ја поддржуваат емисијата. Денеска се враќаме од Галишник. Галишник. Супер регион. Знаете што? Уште ми останува коњот меѓу нозите. Супер беше прошетката и све, ама знаев, ви кажав, имав искуство. Прв пат што го правев тоа, 3 дена ми остане. Сега, ајде, полека ќе си оди. Ама беше прекрасно момент. Го исшетавме целиот дел од Галишник, имаше луѓе, баба и деде, баба само без деде, отидовме во хотелот. Хотел Неда, така се викаше, пробавме и убав пијалок. Од све тоа, од нашето патување, ќе направиме нешто посебно. Специалитетот регион е бакардан. Бакардан, 2,5 сати. Извините, немаме 2,5 сати. Јас ќе го направам со палента. Палента многу брзо. Ќе ставиме малку станина, малку сирење внатре, ќе ставиме кромит, блитва, ќе биде врв. Ајде, да почнеме. Јас ставив водата да се топли. Се надевам оти е на време за варење. Уште малку
Спремна е. Ставив малку дафинка, обавезно, бујон, да му дава вкус. Ајде да почнеме сега со сланината, со блитвата, да сечиме и да одиме понатаму. Вала, парче сланина, се знае, Андреа, нашиот пријател, без него ништо не правиме во кујна. Месото кај него е врв. Ајде. Ке направи малку како, да кажеме, кубети, lardon en français, стапчиња од сланина. Ова ќе оди прво во тавата, да го пропржиме со малку блитва. Во меѓу време ќе се пропржува, да, и ќе ја ставиме палентата да се спрема да се вари. Палентата, многу среќен сум, оти многу брзо оди. За 2 минути палентата е спремна. Ќе му додаваме малку путер, сирење. Регионот од Галичник, навистина, има полно сирење. Сирење, овчо, козјо сирење. Ние ќе употребиме президент денес. Президент овчо, малку биено сирење од президент и путер президент. Обавезно президент, наши подржувачи, нивни намирници се преубави и ќе ги употребиме во денешната рецепта. Ајде, малку блитва, измиена блитва. Големи листови имам. Ќе видам, да се трудам да го сецам ситно сецкано, за да може да се меша лесно со палентата. Вала. И само ти ова ќе биде доволно. Ајде да направиме мали коцки, за да лесно се меша со палентата. Кубетите се пржат, блитвата исто, да му додаваме малку од помас. Вуаля, брилијант. Неколку, слушате? Како крчка. Топ. Неколку зачини, малку сол, не многу, да не претеруваме со солот, зашто од сланината е солена, овчото сирење солен, биеното сирење уште појке. Ајде, да го оставиме ова да се пропржи, одиме со палентата. Палентата, водата врие, ајде, хапа. Ја ставаме палента, една лажица и мешаме. Палентата 2 минути, ќе се стврди тоа све, ќе измешаме со, како кажав, сланината, сирењето и сите други намирници и ќе имаме нешто вау. Чекајте сега, само да се стврди ова и се враќаме. Палентата е, да кажеме, пола спремна. Ова имаме сланината, блитва, опа, ја додаваме внатре во палентата. Одлично, може да стои тука. Ја мешаме. Ова ќе го намалиме малку за да можам да продолжам да правам палентата тука. Освен палентата мора да се стегне. Сега ќе му додаваме малку повеќе се стегнува тука. Хипа, браво. Ја фатив на време, оти ќе ми изголеше. Многу јако беко, многу јако. Не очекував да ми биде толку јако. Ајде, ќе му ставиме малку од овчо сирење президент. Ете така, неколку пачиња. Внатре, супер. Како убаво сирење. Многу го сакам овој овчо сирење. Навистина е превкусен. Мислам оти, пола ќе биде доволно. Ете вака, чисто. Раци, оп. Вала. Продолжуваме со малку. Сакам да му ставам од перса, од кромит. Убаво ќе биде тоа све. Блитва, кромит, неколку зачини ќе му додавам. Вала, топс. Еден кромит, една пола глава. Да биде крскаво и внатре. Вала, ситно сецкано, мали коцки. Хоп, 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 хоп. Не ми треба се. Чисто ова. Така. Вала. И сега
едно парче путер. Президент. Валя. Хоп. Така. Ова. Завршено. Имам мајурку. Уште, не знам дали ја памтите, мајчината душица од бабе, што ми даде. Хеј, ова ќе стам малку внатре, да му дава посебен мирис, посебен вкус, посебен шмек. Уште, малку джин тоник, многу добро беше. Држев малку за мене, за ова рецепта на денот. Ете малку, преубаво джин. И со што се прави джинот? Со смрека. Имаме малку смрека. Ете, така само, ништо повеќе. Гледате? Смрека со ножот. Кеа. Така. И хоп, внатре. Измешуваме. Вуаля. И ќе ставиме малку да се стегне после. Ке имаме убава палента. Немаме бакардан денес, ама имаме палента со сланина, со блитва, со сирење. На крај, пред сервирање, ќе мешам малку од биеното сирење. Валя. Одлично. Палентата се стегне, неколку зачини да му додаваме малку, да му дигнеме вкусот. Преубаво. Така. Сега се стегне. Замислите бакардан да направиме денес. 2,5 сати да чекаме. Не може. Ја за 10 минути ви правам палента на начин на галишницки или галишникски, не знам како начин. Плех, хартија, ајде. Оставаме тоа. Внатре, во плехот, зошто ставам хартија? Па да не се мачам после за да го вадам, многу полесно ќе ми биде. Ајде. Малку топло ја. Вуаля. Ајде. Ке имаме за јадење денес, Екипа, бидете спремни после, Вуаля. Ова, сега, ќе мора да се стави малку фрижидер, да се стегне и се враќаме. Супер. Ова е одлично. Така. Лесно, како ви кажав, со хартија да се извади од плехот. Браво. Одлично. Сега. Тава. Пуштаме да се стопли. Максимално. Малку од помас. И сакам да прам како стапчиња. Ке ги подпечеме како стапчиња од палента. Еден дел тука, вака. Да не ги правиме преголеми, еден по човек вака ќе биде одлично. Ке направам 1, 2, 3, 4 вака и ќе видиме понатаму ако ќе можеме да ги направиме уште. Вуаля. Чекайте. Да се чисти ножот. Ова. Окей. Още малко. Супер. Видовте? Убави парчиња. Палента. Се стврди палентата. Се направи како, не знам како стапчиња, блок, не знам како да го кажам точно по македонски. Ете. Ке ги пропржиме малку во тавата. Како убаво мириса. Ау, го има тој мирис од смреката, од джинот, што го ставивте внатре, преубаво изгледа. Уф. Ете пак едно нешто едноставно, брзо, а сигурен сум привкусно. Ете така, нека се пржи полека, да фати малку кора и ќе ги вртиме. Ова може да се сервира со салата, може да се сервира обавезно со еден джин, со раќа, со вино, со све. Во меѓувреме, да не заборавиме, нашите партнери Унибанк, они уште 2 недели имате да правите уште 10 транзакции. Ако направите 2, 3,
5, 6, ви остануваат уште 2 недели да завршите со сите транзакции и за да можете да одите во Куба. Куба се знае. Како убаво место. Имав прилики да одам. Не бев со Унибанк, бев на друг начин таму, ама преубаво место. Слушайте, почва да се печи. Да не заборавајте, Унибанк уште 2 недели. Да, почнува да печи. Ке ги превртам. Така. Да не ми изгорат. Мора да се вртам вака. Малку сум подебелко. Па не ми оди вака. Марк. Сакаш да правиш лесно, а сега комплицираш животот. Ете вака. Хап, ете. Хап, се врти. Хап, се врти. Хап, се врти. Ардо ти се тука кареса за овие такви аксесуари без нив. Што ќе правев? Со прсти? Нема да можев. Па тоа е. Се пропржуваат. Така. Мислам, ако сакате, останата од сирењето, гледайте што ќе направиме. Ајде. Да завршиме рецептата на денот. Оти многу зборам. Ајде. Преубав лист. Бритва. И ставиме парчињата тука. Останата од сирењето ќе го ставиме вака парчиња на страна. Тоа 3 и 4. Окей. Имаме исто и биено сирење. Кажав оти ќе го употребиме биеното сирење. Биеното сирење, идејата ми е малку да го рендам на крај на све ова. Така. Биеното сирење се знае оти е малку по-солено, малку по-тешко, по-јако да кажеме. Така. Јас ќе го изрендам вака. Така кога се подпече, ќе се залепи на палентата. Како убаво мириса. Така. Уште еднаш превртуваме. Местерете, гледате како. Од страна, хап, како војници. Хап, ги вртиме. Хап. Вуаля. Уште еднаш вртење и завршуваме. Така. Малку хаос денес, па има денови така, што сте малку по-организирани, да кажеме, малку по-неорганизирани. Денес направив све на едно место, ама морав, чекајте. Преубаво е. Да го пробам ова. И ми падна овај. Продолжуваме. Вртиме уште еднаш и ќе можеме да го ставиме на тањер. Остани со мене ти. Не сака. Ќе мора да го ставиме на друг начин. Завршивме. Гледайте. Едно. Второ. Трето. И четврто. Зошто направив 4 парчиња? Па 4 сме овде. Ке јадиме. Вуаля. Нашата рецепта на денот за каде бевме денес? Со ова? Галишник. Галишник, рецепт на денот. Одиме. Завршивме за денес. Можеме да кажеме mission completed. Палента со джин, со сланина, со сирење, со све. Се гледаме наредната недела. Да не заборавајте, следете на YouTube, Instagram, Facebook. Тука сме со сите нашите партнери. Тука сме за вас.